материја, се додека не се направи одредено дешифрирање. За наша среќа, ние можевме таму да дешифрираме повеќе работи, кај што се ќе ги прикажам. Меѓутоа, за наша несреќа, во Македонија многу малку има луѓе кои професионално би требало да се занимаваат со палеолитот, освен, рековме, една пештера, кај што е голема пешт, така се вика, нели, пештерата голема пешт, во близина на Здунје, друг палеолитски локалитет кај нас фактички не е истражен, иако има индикации на повеќе места. Меѓутоа, ако земеме во Егејска Македонија, јас намерно го зедов овој череп на еден млад човек, нели, вика дека е од 25 до 30 години возраста. Антрополошките анализи датират некаде со 600.000 години до 160.000 години пред наша ера, и тоа може да се најди во големиот лексикон што под редакција на професор Драгослав Срејовиќ е објавен во тоа време кога го купив јас тој лексикон, мене ме чинише некаде околу 5 мои плати. Меѓутоа не жалам што ги дадов парите, затоа што до ден денес ги користам тие драгоцени информации. Тој е во црвени стени. Грците го прекрстиле во Петралона, нели? Од таму направиле еден геноцид, ги избркале македонците, преселиле околу 1000 маđири и до ден денес тврдат дека тоа е културата на маđирите, што е нонсенс, нели? Сега, ако имаме ние една материја, конкретно кај што еве од 1991 година се истражува, само да... Да, бидејќи моите колеги ми даваат сигнал дека е време за првото интермецо, може би точно би можело сега да одат првите реклами, додека ние се подготвиме со сите нагледни материјали. Додека најдеме материјалот што треба да го прикажеме. Може реклами, да. Македонија продолжува, наш гостин вечерва, господин Васил Илјов. Продолжуваме онаму каде што ми се чини треба да биде поентата на вечерашната емисија, всушност вашето најново дешифрирање на она што сте го пронашле како запис или напишано на Амајлија според вас. Мислите дека е Амајлија. Меѓутоа, ајде да почнеме со приказната дека е ова пронајдено во Јужна Африка, всушност. Точно е, веќе покажеме каде тоа се наоѓа. Тоа е фактички, ако е Кейптаун овдека, на около 180 мили или около 250 некаде километри растојание се наоѓа пештерата Бломбос. Еве, тука се гледа Африка и локацијата која е зголемена. Истражувачите, еве овде имаме дел, еден од врвните истражувачи на цела ова проблематика, како ја држи таа Амајлија, може да погледнете колку тоа е мала. Овдека е влезот на пештерата, кај што се истражува веќе 19 години. А ова е Амајлијата, која сметам денес да обработиме, нели, да видиме што се овдека пишува. Пред јас да раскажам што јас успеав нешто да дешифрирам, нели? Нормално сите работи не ќе можеме денес да ги презентираме. Еве, да речеме, има тука еден автор романски, Клаудио Станила, кај што пишува оригине. Значи, Станила му е име, презиме, оригинали. Меѓу другите оригинали има дадено и за пештерата Бломбос. Ако ми дозволите на романски ќе прочитам. Стои пештера Бломбос, до Пјетре, демич дименсиун, дин окру, гасите урма екскаварилор, инчепуте дин омиеноусуте ноузешиуну, ин пештера Бломбос, Африка де Суд, ау фоз датате де шапте ми деан, консидерате афи челе мај веќе форме нумерологиче дескоперите. Ако тоа го преведиме, пештерата Бломбос, два камења вика, од мали димензии, кои се ископани 1991 година во пештерата Бломбос, Јужна Африка, кои се датирани со 77.000 години и е констатирано дека наводно таму има некои нумерички вредности.
Ако се земат авторите, а нив ги има многу, меѓутоа датирањето што е по-прецизно е направено од професорот Ерико и еве тука германците рековме нели ово го имат датирано, да не ги цитирам сега сите овие автори кои се овдека. Меѓутоа сите застануваат на тоа дека во прашање се некои сигнатури, некои геометриски декорации и така натаму. Еве имаме малку зголемена, ама илијата. Може да се прочита од лево кон десно и може да се прочита од десно кон лево. Еве, ако земеме од лево кон десно, постака, еве јас, нели, Да. за да биде појасно, нели, овака ќе ги споредам. Ова е споениот дел на Z-та. Значи овдека имаме Z-та и почнуваме со М, со А и така натаму, се до крај можеме да прочитаме, ако е ова цела таа лигатура на името Македонија, тогаш овдека можеме да прочитаме од десно кон лево Македонија. Значи има нешто што е многу интересно. Е и Д. Предпоставяме дека се друго може да биде нели погрешно. Меѓутоа ето, Д-то и О-то, кои се наоѓаат како составен дел на именката Македонија, тогаш ова е апсолутно точно, а тоа можеме да го видиме баш кај што е дешифрирано името Македонија со старост од 77.000 години. Значи, ние како македонци треба да бидеме горди што нашето име, нашата цивилизација, нашата писмена традиција има палеолитски континуитет најмалку 77.000 години. Истото тоа можеме да го прочитаме од десно кон лево, со еден друг начин. Има различни начини на читање. Тоа што овдека овака изгледа наводно како некоја сигнатура или геометриска слика, тоа е специфичен начин на пишување, кај што има компатибилност на сите тие лигатури. Која е таа гениалност? Тоа е невозможно ако тие луѓе во тоа време, не викам сите, меѓутоа кој и како, компјутерска информација. Некој сега ќе каже, кај се пред 77.000 години компјутерска информација. Аз викам компјутерски начин на размислување. Тоа само денес можеме ние со компјутери да направиме таква една компатибилност на потатоците, на информациите, за да можеме, дури и многу тешко ќе биде и денес тоа да го направиме, за да можеме и од лево и од десно, нели, од десно кон лево и од лево кон десно, да читаме исто апсолутно име, а тоа е исто самиот Бломбос. Сега кој ќе направиме една анализа на Бломбос, тоа е Богот. Нели, лом имаме, значи лом на Богот или на боговите, С на крај како завршеток, нели, денес го имаме тоа како множинска форма во англискиот јазик. Значи тоа испаѓа како лом на боговите. Јас не знам на тој народ таму или на тие племиња сегашни што им значи Бломбос. Меѓутоа, еве, давам една можност дека тука можело да се случи нешто. Зошто тоа го кажувам? Ако влезете во интернет и ги побарате титаните или гигантите и така натаму, денес имате толку нови сознанија за черепи и за костури на луѓе од 3,5 до 5 метри должина. Да, ова сме разговарале и разговаравме. Да. Значи, од едни такви луѓе или како да ги наречем, остатоци од некои древни костури, да, костури времиња,
Меѓутоа со размери На древните од наши предци. од огромни, велите 3 метра и не Од знам 3,5 до 5,5 метри. што делува фасцинатно вака. Ене, гледано во од околината на Вашингтон пред едно 10 или 15 години исто така имале објавено такви податоци за околу 4-4,5 метри некаде 4,5 метри некаде беше должината, кај што наводно биле со скафандри и така натаму. Сега има други податоци кај што баш во